ВМРО ДПМН вика не го гласаме програми за чистење, не гласаме програми за работа на паркови, не гласаме програми. Ништо не гласа. Не гласаме за ЈСП, да. Не гласаме за ЈСП, не гласаме за нови автобуси, не гласаме за ова зона. Надзорни одбори, Надзорни управни одбори. Сите се нивни. Сите се нивни. У сите предпријатија они блокираат намерно. И на крај излагаат на преси, викаат види градското раководство е неспособно. Че ќе ве дружи. Да, бе, брат. Нема други зборови, сваќаш, значи и да е 10 пати добро за народот, се додека е од левица, нема да ти даде. Ама го видовме тоа ние у град Скопје. Така е. Признаа после така 2,5 години. Се Апсолутно. додека е предлогот не е нивен, они ќе го блокираат. За град Скопје, јас затоа што 2,5 години Беше поминав советник, да. како советник во овој мандат, имам многу електризирано мислење за град Скопје. Значи град Скопје, јас сум скопјанец цел живот, роден од Скопје, живеам од Скопје. Скопје е ставено под прангите на политичкиот интерес. Значи сите институции може да функционираат, може да се одговори на потребите на граѓаните, ама толку болно и криминално партиските интереси на големите партии се имаат нафрлено на тој град, на главниот град, што тоа не е нормално. Значи, објасни ми ја ти ситуацијата како може водовод кој е монопол на пазарот да биде со децении во загуба. Затоа што криминални интереси го Ама водат. не е у А загуба, последниот сега не е у мандат- загуба. Сега не е у загуба. А Ама последниот тоа треба мандат, да го кажеме. Тоа треба да го сакав кажеме. тоа да го поентирам, а последниот мандат, што видовме, освен или криминални Ама после шеми, види, и ова последниот- убаво ме потсети. Извини што ќе те прекинам. Прв пат од основањето и 2 мандати по основањето на Скопски водовод како град Скопје, зборам како посебна единица на локална самоуправа, за прв пат од 20 години ЈП водовод не е во загуба. За прв пат сега не ни треба да биде овие во 3 загуба, тоа години е сега да нормално. бидеме најреални. Сме критикувани ние тука и градоначалничката. За прв пат се консолидирани предпријатијата и градот. Ама тоа не се истакнува, тоа не го кажува никој, напротив, ВМРО ДПМН вика не го гласаме програми за чистење, не гласаме програми за работа на паркови, не гласаме програми. ништо не гласа. Не гласаме за ништо. ЈСП, да. Не гласаме за ЈСП, не гласаме за нови автобуси, не гласаме за ова зона. Надзорни одбори, Надзорни- управни одбори. Сите се нивни. Сите се нивни. У сите предпријатија они блокираат намерно. И на крај излагаат на преси, викаат види градското раководство е неспособно. Че ќе ве дружи. Не, На кого му почнувајќи. тераш и не, бе, брат? На народот што е по улица, што седи на 45 степена, не му Тоа гласаш, сакав. не му гласаш нови автобуси. Тоа што се луди, значи Болни се, бе, брат, што Значи- се луди, болни се луѓето. тоа сакав да го поентирам. И у последните 3 години што се покажа? Дека кога ќе тргнат да го саботираат градот, да го блокираат градот, тоа го прават на еден толку бескруполозен начин. Да. Јас дури ова отворено ќе го кажам, мене не би ми изненадило дека сите овие дешавки со автобусиве низ Скопје што дешаваат да не се и обиди за саботажа на политички структури одредени. Да. Значи автобусите 1000 пати сум имал говор, иако јавноста заборава и релевантноста на работите се менува. Јас сум имал многу пати говори за јавниот сообраќај. Секогаш сум бил за набавка на нови автобуси. Секогаш, значи зборам јас во име на мојата советничка група. Секогаш сме биле за решавање на проблемите во ЈСП. Мене сега во последните неколку месеци не би ми изненадило дека одредени политички структури го саботираат градот и работењето на градот на самиот терен. Затоа што се понашаат едноставно социопатски. Ти не можеме да знаеш дека со години треба набавка на автобуси и дека не ги набавуваш само за свој, не знам, за свој инет и за свој. Не е тоа за интерес. свој инет, него тоа е за да Кој бе за да дојде Орце Георгиевски Извини, што извини, рекетира ама- фирми у кисела вода за да Ама биде чекај, Тоа ли е цел? Данела ги фати како сака да рекетираат. Ги фати, се одвои од нив. Сега зашто не им е под нивна контрола да ќе ја блокираме и ќе не знам, ќе правиме негативен пиар имидж. Ама знаеш кога гласаат? И Знаеш кога на гласаат? крајот си признаа, бе, брат. Епа. Признаа дека они блокирале. Признај, Признаа народот дека мора они да го- се свести. Народов мора да се свести. Значи, во Скопје веќе не смее да се гласа за кандидатите на ВМРО ДПМН и СДСМ затоа што тоа неминовно не само градоначалник, тоа им дава политичка моќ и во советот, им дава политичка моќ во предпријатијата, значи немаме више можност за грешка во град Скопје. Градот е очаен, јас како советник кој учествувал во овој мандат,
Ги имам видено внатре проблемите, нашата советничка група ги има видено внатре проблемите. Јас одговорно тврдам дека левица може да одговори на тие проблеми. И посебно следниот мандат ќе биде клучен, затоа што у овој мандат немаше консензус за ГУПот. Следниот мандат Орце Георгиевски и со хордата фирми кои се блиски со ВМРО ДПМН и со Бобан Стевковски во Газибаба и со сите нивни фирми преку кои пумпаат народни пари, не смеат да дојдат во позиција да го кројат ГУПот за следните 10 години. Народот не смее да му даде поддршка на Орце Георгиевски на ВМРО ДПМН, не смее ни да падне на фората на СДС. Следниот мандат е клучен за Скопје. Затоа ово одговорно го тврдам како човек што 2,5 години видел како кога намерно се иде за да се уништи квалитетот на животот во еден град, како се постапува, диаметрално спротивно треба да се постапи. Амар, колку беа забегани човече, значи ти текнува дека организираа, нели ги фативме таму, ги објавивме ние, дека организира штрајк во комунална хигиена и излагаа на терен полнеа контейнери, па после одеа да ги чистат, Мицковски чистеше контейнери, па идеа од Рисла па правеа драми. Ами тие драмите Се сеќаваш и дека не гласаа за програма за да се набават нови контейнери и нови машини. Да, бе, брат. Се сеќаваш дека какви лудаци човече. Да, бе, брат. Како ја коментираш изјавата на Мицковски, ги повикувам моите советници сега да гласаат. Па тоа значи ги Дека е предходно доказ како функционира Да. демократијата у Македонија. Доказ Вие е дека што гласате бе Именно. луѓе, вие советници, гласате градски или на Мицковски на дугме да му бидат? Ја мислам, разбирам дека во светот на политиката има тенденција за стварање на олигархија и за концентрирање на моќта. Ама ние како граѓани треба да ставиме прст на чело, значи Мицковски требаше да дојде Мицковски, ајде ја поставиме вака тезата. Требаше Мицко да стане премиер за да дојде во ситуација каде што има динамика на моќ кон градот. За сега конечно неговите советници се свестат дека ни треба нови Не автобуси. бе, ама не да се Значи, свестат. Он вика сега ќе ги замолам да гласаат. Не, но нормално. Што значи дека претходно им пред ги кажувал замолувал да да не не гласаат. гласаат, апсолутно. Ама Абе, сега нека идат го праша. локални избори, А ќе прави Трајко Славевски председател на Советот, кога требаше да се гласа за да се даде, не знам, дозволи за паркинг на фирми поединечни, тогаш и СДС и ВМРО си гласа, ама за набавка на автобуси, за програма за комунална хигиена, Да. тоа не може да се гласа. Не, плюс, абе на крајот на кришта да сега да не звучам безобразно, јас сум бил советник на крајот на денот, абе сите тие советници имаат имиња и презимиња, бе тоа не се фантоми, тоа се луѓе кои излагале и збореле на говорница зошто не треба да се набават нови автобуси. Значи, имале аргументи зошто не треба да се набават Кои нови се автобуси, аргументи? свеќаш? Не сеќам, пошто им биле глупи, веројатно не сум ги слушнал. Па сега кога ќе ми текне, Не, тоа е не сум едно ги знал. тако фрлање отров едноставно, една одвратна риторика, не аргументирана. Затоа што јас знам дека нека- Данел Арсовски им рече и правите комисија од Советот, вие Да, бе, набавете брат, ги. Да, бе, брат. Не треба да вие набавете ги. Страшна работа. Не, страшна работа. Затоа ви велам, следните избори не смее да победи ВМРО да помене у град Скопје. Не смее да победи. Затоа што тоа им е целата поента. Они го кочеа овој мандат за да може следниот мандат да дојдат. И плюс сакаат да ја децентрализираат човече функцијата на градот. Тоа е најпогубна работа. Зашо да децентрализираат? За да може Влен да вработи своји луѓе у комунално, Чаир он да вработи своји луѓе у комунално, ваму. Таа е идејата. Да, па Тоа е идејата, идејата. апсолутно тоа е идејата. За функционалност на градот ни треба концентрирање на функциите, а не децентрализирање на функциите. Затоа што градскиот градоначалник треба да го има интересот на сите граѓани во градот, а не на пример овие Муцунски и Орце која правеа драми таму со Дрисла, па зимаа ѓубре, им фрлаа на граѓаните таму кај Батинци. А што ти се должни бе тие Да, кај да, да. Батинци ти да им фрлаш таму ѓубре? Што А што е нема за општина во политички? градов, нема општина во градов која што не дужи на за лајка на пример. На градско. Освен Карпош, само Карпош има платено у лајка. Карпош има, а се жалат они као има кучиња овона, а пред некој ден имаше на Твитер објавено, некој имаше објавено од Куманово дојдено комбе и стураат кучиња у Скопје, брат. Некој беше рандом Да, на да, Твитер. видов, да. Немаат платено, немаат договори со Дрисла. Ниједна општина нема договори, а тие што имаат договори со Дрисла немаат платено сметки од Дрисла. ВМРО ДПМН, на пример, на комунална хигиена му дужи 3 милиони денари. Партијата. Партијата им дужи. На комунална Ето, тоа хигиена не му сум го дужи, знал, да, да 3 не се милиони. правам, Абе, па, го За објавивме- ѓубретарина нема За платено. ѓубретарија нема платено. Они големите секирџи